Добро вечер. Го следите најновото издание на Урбаните вести. Од утре до недела во трговскиот центар Скопје Сити Мол ќе се одржи вториот саем за деца, кој ќе изобилува со многу забава за децата, едукативни предавања за родителите и попусти во продавниците од детскиот дел. Децата ќе можат да цртаат, да изработуваат колачиња, да пеат, да се наградуваат, да го надоградуваат своето знаење, да учествуваат во спортски активности и надпреварувачки турнири. За сите нив ќе следуваат многу изненадувања и интересни подароци за невештите. Започнуваме со вестите. Еве што останато ќе видите во нив. Со проширување на Партизанска ќе се намалува сообраќајниот метеж во Ѓорче. Осовременувањето на депонијата Дрисла се става по знак прашалник. Ортопедски прегледи за децата од градинката 13 ноември. Договорот со италијанскиот конзорциум Униеко и Фацел Амбиенте за модернизацијата на депонијата Дрисла останува, но советниците на градот Скопје повторно ќе мора да гласаат за изборот на комисијата. Состојбата настана откако еден од учесниците на тендерот, германскиот конзорциум Шулц, го тужеше градот незадоволен од одлуката за избор на концесионер. Уставниот суд ја уважи тужбата на Шулц, работите се ставени во мирување. Прилог на Томислав Атанасовски. Германскиот конзорциум Шулц го тужеше градот Скопје незадоволен од одлуката за избор на концесионер, со што се става под знак прашање осовременувањето на депонијата Дрисла. Договорот со победникот Униеко и ФЦЛ Амбиенте веќе неколку месеци е во функција, но откако Уставниот суд ја уважи тужбата на Шулц, работите се ставени во мирување. Комисијата која одлучува за изборот на концесионер сепак смета дека е направен вистинскиот избор, а градската власт нема намера да распише нов тендер. Градот има рок од 30 дена да ја изврши одлуката на Основниот управен суд, односно повторно да донесе одлука за избор на концесионер, бидејќи германскиот конзорциум Шулц ја оспорува само одлуката за изборот, а не и тендерската постапка. Па така целиот случај се враќа чекор наназад, па градските советници уште еднаш треба да гласаат за изборот на комисијата, концесионер да остане италијанскиот конзорциум Униеко и ФЦЛ Амбиенте. Со одлука на Советот на градот Скопје избран приватен партнер, концесионер, конзорциум Униеко и ФЦЛ Амбиенте на 13.09.2012 година. Незадоволен од ова, Шулц поднесе тужба до Управниот суд за издавање на времена мерка на 3.10.2012, значи за издавање на времена мерка и за укинување на одлуката за избор. Со решение од Управен суд се одби барањето за времена мерка на Шулц на 10.10.2012 година. Висшиот управен суд го потврди решението на Управниот суд за одбивање на времената мерка. Со тоа се даде можност на градот Скопје да склучи договор со избраниот концесионер. Сега, судот на нас не задолжи вака. Само да донесеме нова одлука, при тоа да ги земеме во предвид на водите кои се во пресудата. И тужбеното барање. Ние се произнесовме, бидејќи ние, почитувани новинари, работиме врз основа на она што ни е доставено како докази. Значи, ние не можеме да веруваме на некакви новинарски кажувања во Италија дека некој не можел да финансира, можел да финансира. Ние имаме валидни документи, валидни врз основа на кои одлучи комисијата како што одлучи. Му предлагаме на Советот на градот Скопје да донесе иста одлука со тоа што имаме големо образложение зошто за секој тужбен навод на тужителот, за се што навел Основниот суд, бидејќи второстепениот не се произнесе, ние имаме наши одговори со соодветни докази издадени од финансиските институции соодветни во Република Италија. Судскиот процес е во тек, а Управниот суд ја разгледува жалбата на градот како одговор на тужбата на германците. Сепак решено е да се спроведе барањето од судот и повторно да се разгледува одлуката за избор на концесионерот. Еден од условите за учество на тендерот беше компаниите да прават годишен обрт од 250 милиони евра. Преку јавно-приватно партнерство се обезбедува инвестиција од 73 милиони евра, а од добивката 20% ќе оде за градот, а 80% за приватниот партнер.
Сите постојни изградени објекти по истекот на концесијата ќе преминат во сопственост на градската власт. Под мотото "Стоп на насилството врз децата", денеска се одбележува Светскиот ден на детето 20 ноември, посветен и на Конвенцијата за правата на детето. По тој повод приватната општа болница Ремедика денеска организираше ортопедски прегледи за децата од градинка и предшколска возраст од градинката 13 ноември. Прегледани беа 150 деца на возраст од 5 и 6 години. Прегледите ги спроведуваше доктор Димитар Споа, ортопедски хирург во Ремедика, која истакна важност од редовните ортопедски контроли. Директорката на градинката истакна дека соработката со Ремедика ќе продолжи со спроведување на ортопедските прегледи и во другите градинки. Секое дете на кое ќе биде извршен преглед ќе добие писмен наод потпишан од докторот. Временни прегледи во кои што би превенирале било какви деформитети на локомоторниот или мускулоскелетниот систем. Значи, тоа го правиме поради тоа што сега живееме во едно општество во кое што имаме брз развиток, динамичен живот, претежно децава ни се во некои природни положби поради тие електронски апарати кои ги имаат, значи од компјутери, таблети и така натаму, што се повеќе сати од колку што треба на нив и мораме да ги следиме почесто за да не дојде до некаков деформитет кој понатаму тешко би го лекувале, а тек да ги превенираме. Оваа градинка на 14 ноември и на тоа што го наредов од соработка со докторката од градинката и професорот по спорт, гледаме дека имаат одлични вежби, значи за одржување на телото, така што превенцијата им е одлична и тука во оваа градинка до сега сме задоволни од позитивните резултати. На околу 150 дечиња на возраст од 4 до 16 години под контрола на ортопедскиот хирург доктор Споја, кој е воедно и наш родител. Токму од тука и потекна оваа иницијатива. Ваквата активност е дел од проектни активности кои ги имаме предвидено со еден наш мини проект од превентивен карактер, насловен како деформитети на стапалата на деца од предучилишна возраст, кој што ни е имплементиран во годишната програма за работа, со кој проект треба да бидат офатени уште 350 дечиња на возраст од 4 до 6 години кои престојуваат во останатите објекти, а кој проект ќе се реализира понатамошно во соработка со Ремедика, меѓутоа и под контрола на нашиот стручен работник, лекарот и професорот по физичко воспитување кои се вработени во оваа установа. Проширување на булеварот Партизански одреди, изградба на нов кружен тек, пречистителна станица во Волково и изградба на пешачки и велосипедски патеки на кејот на Вардар се само дел од планираните проекти за 2014 година на градот Скопје. Градоначалниците на град Скопје и општина Ѓорче Петров, Куце Трајановски и Сокол Митровски денеска разговараа за досегашните реализирани проекти и за проектите кои се предвидени за 2014 година. Како најважен проект кој беше посочен, а ќе почне да се реализира наредната година, е проширувањето на булеварот Партизански одреди со кружен тек со чија реализација значително ќе се подобри сообраќајот во општината, истакна Трајановски. Како други проекти кои треба да се реализираат, Трајановски ги наведе продолжувањето на изградбата на пречистителната станица во Волково и изградба на пешачки и велосипедски патеки на кејот на Вардар. Планираме продолжувањето на булеварот Партизански одреди, значи сега кај порта Влај, еден голем кружен тек и продолжување као булеварско решение се до кружниот тек на Свети Петар и Павле. Проектот е готов. Сметам дека тоа е многу важен булевар и многу важна сообраќајница за општина Ѓорче Петров. Тоа е како алтернатива на булеварот Ѓорче Петров. Секако во соработка со општината Ѓорче Петров и проширувањето на булеварот 4 јули, заедно со општина Ѓорче Петров, заедно со јавното претпријатие Министерство за животна средина. Најважниот и од еколошки аспект проектот е пречистителната станица во Волково. Патеките, ролерско-велосипедските патеки покрај Вардар, значи од мостот на Кајсаре, па према потечението на Вардар према центарот на градот Скопје, така да тоа се отприлика главните проекти со кои што градот Скопје за кои што градот Скопје ќе обрне поголемо внимание во наредниот период. Градоначалникот Митровски во неколку наврати ја искажа благодарноста до раководството на градот за безпрекорната соработка, најавувајќи дека во интерес на граѓаните истата ќе продолжи и во иднина. Сите тие заеднички акции
продуваат со плод да се реализираат сите тие ветени проекти на граѓаните во општината Ѓорче Петров. Перманентно, катадневно комуницираме и сите тие проблеми кои ги имаме со граѓаните, дали е од водовод, канализација, чистота, сето тоа што е поврзано со средувањето и урбанизирањето на тој простор, јавните предпријатија се отповикуваат. На средбата присуствуваа и директорите на јавните предпријатија, како и представници на урбаните и местните заедници, кои имаа можност да бараат објаснување за нерешените проблеми, како и да даваат сугестии и предлози, со чија имплементација ќе се подобри квалитетот на животот на граѓаните во Ѓорче Петров. Со новите измени во Законот за превоз на патници, таксистите освен што нема да смеат да собираат патници од автобуски станици, ќе мораат и задолжително да го познаваат англискиот јазик. Ова денеска на пресконференција го соопшти Милијана Киевски, министерот за транспорт и врски. Јанакиевски нагласи дека таксистите во иднина ќе може да стојат единствено на такси стојалишта одредени од град Скопје и другите општини. Ако таксистот биде фатен како 2 пати ја прекршува оваа одредба, тогаш трајно ќе му биде одземена лиценцата за работа. Инаку казните за ваков прекршок изнесуваат по 500 евра, а потоа следува одземање на лиценцата, изјави министерот Јанакиевски. Поред него, трошоците за учење на основен англиски јазик ќе ги покријат општините и министерството, а таксистите ќе мора да го совладаат најдоцнато 1 јануари 2017 година, додека до 2019 година ќе мора да научат 1 степен повеќе од јазикот. Околу 60 ученици од различна етничка припадност од основните училишта во општина Ѓорче Петров во спортската сала Христо Батанџиев ги покажаа своите спортски вештини и учеа за дијабетесот во рамки на проектот да создадеме безбедна средина. Целта на овој настан е да се стекнат младите со нови знаења за водење здрав живот, справување со стресот, стекнување сообраќајна култура и начини на избегнување на несакани насилни ситуации, информираат од општина Ѓорче Петров. Предавање за дијабетесот одржала доктор Славица Шубеска Стратова, а припадници од МВР извршиле едукација за сообраќајните правила и ги подучувале на младите за опасноста од насилството. На настанот присуствувале и представници од американската амбасада. 12 нови наслови од областа на медицината, економијата, правото, земјоделството и ветерината, биотехничките и природните науки. Денеска беа промовирани на 50-та јубилејна промоција од проектот Превод на 1000 стручни научни книги и учебници, од кои се учи на најдобрите и најреномирани светски универзитети. Со преводот на најновите наслови, досега вкупно се преведени 845 книги, а до завршување на проектот остануваат да се преведат уште 155. Премиерот Никола Груевски истакна дека со преводот на овие книги, студентите, научниците и професорите и истражувачите и сите оние кои се заинтересирани за повеќе знаења пред себе имаат врвни дела од современата наука. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски најави проширување и надградување на проектот со можност за отварање читални и во други градови или со продолжување на превод на нови дополнителни наслови. Секое отварање на овие корици ве внесува во светот на современото знаење, кое со вас, почитувани студенти, го делат вашите колеги од Кембридж, Јейл, Оксфорд, Сорбона, им порача Ристовски. Проектот за превод на 1000 стручни научни книги и учебници, од кои се учи на врвните најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија, започна во 2009 година. Досега се преведени книги од најразлични области, како што се правото, економијата, предприемништвото, иновациите, земјоделието, ветерината, биотехничките науки, градежништвото и архитектурата. Португалија, Франција, Хрватска и Грција обезбедија пласман на светското фудбалско првенство во Бразил. Перо Антич постигна рекордни 12 поени за него во НБА лигата во поразот против шампионот Мајами. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.